Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Турбулентен период во светските економии по објавата на царини од страна на Доналд Трамп. Европската унија понуди решенија, но Соединетите американски држави ги одбиваат. Ovo утро заедно со Столе Наумов. Столе, добро утро. Добро утро за нашиот гост Виктор Мизо. Па веројатно го имаме најстручниот човек во државата за ова прашање. Кој доаѓа од реалниот сектор. Не знаев, од 89 излезен од Македонија, распадот на Југославија го гледа од Америка и се враќа 2007 година. Кратко за тоа само. Инаку сте електроинженер, машински инженер. Машински пред се. Да. Харвардовец. Со MBA. MBA на Харвард 2000-та година, јуни оваа година, ќе ми е 25 годишнина и одиме да се собереме во Бостон, целата генерација, заедно. А Мизо, Харвард, но ние рангирање за MBA е пред Вартон или после Вартон? Секоја година има различно рангирање од различни списанија, дали е тоа Шангај, дали е US News and World Report, Fortune и слично, но брендот на Харвард и посебно Harvard Business School, мислам дека без разлика на рангирањата, Harvard Business School е најпрееминентниот факултет за бизнис администрација. Значи слободно можеме да кажеме дека имаме човек кој има MBA на Харвард, што значи дека е пообразован од моментално председател на Соединетите американски држави. Гледайте. Кој има на Вартон Бизнес Скул, исто така еминентно. Не велам дека ама не он MBA, он има само BA. Добро, ама така ако гледаме, па Никсон кај имаше завршено, односно не Никсон, туку Реган да го земе. Не, добро, Реган беше глумец, како прво потоа стана председател, но сите тие факултети од Ivy League, вклучувајќи неколку други универзитети на MBA програми, дали е тоа Стенфорд, дали е тоа Northwestern и слично, се навистина во тие топ 5 до 10 школи кои од секогаш значат универзитети каде што најдобрите, да кажам, луѓе кои излегуваат за економија и за бизнис, потоа водат големи компании или пак се нобеловци пред се во економија. Да објасниме на слушателите, на гледачите, како тогаш во СФРЈ можеше да отидеш во Америка, да отидеш на Харвард. Иста е процедурата кај Харвард, меѓутоа каква беше ситуацијата тука? Ученик на генерација Корчагин. Во Корчагин исто со конкурирање со или американската амбасада од Белград имаше информации за сите најдобри ученици. Конкурирање, јас бев на смер применета физика во Корчагин, не бев на математика информатика, применета физика, имавме 12 часа физика неделно и 5 часа математика. Јас бев во тоа време на сојузни надпревари по математика и физика во тогашна Југославија и може би од крај на основно образование имав некоја цел, мислев дека е најсоодветно да студирам во инженерство во Америка. Татко ми беше инженер и аплицирав, ме примија на повеќе факултети, одлучив да одам во Рочестер во Апстейт Нью Йорк. Во тоа време Рочестер беше градот каде што централата на Kodak, на Xerox и на Bausch & Lomb, производителите на Ray-Ban. На вистина тоа беа многу напредни технолошки компании и таму завршив машински постдиплом. Значи, за да видиме кој каде ово утро, Виктор Мизо, кој доаѓа од Харвард универзитетот, 47 официјално нобеловци, Лјупчо Златев, мојот Кингс Коледж има само 12 нобеловци. Од неговата генерација ме интересира за ќе соберете. Столе Наумов со 0 нобеловци остаја сега генерација. Еве сега ќе ви кажам од тоа. Интересно. Столе ти у Штип имаш завршено? Не, у Скопје. Гимназија. И двата имаат 0 нобеловци. Штипската ги не има. 47 12 0. Штип е Ерусалим политички. Така сме ова утро. И научен Ерусалим бил. Ќе ви кажам само еден интересен лик од мојата генерација. Минатата недела тој беше во вестите на глобално ниво, пред се во Америка, пред 3 или 4 недели исто така. Кирил Димитриев, тој е председател на Рускиот инвестициски фонд, да, кој беше на преговорите во Ријад. Тој го сметаат во нареден период, можеби наследник на И тој минатата недела беше со специјална изнимка, му беше дадена американска виза да биде во Вашингтон на преговори со Кирил Димитриев е
Ваша генерација. Од мојата генерација, да. Мизо да минеме на темата. Само уште нешто. Остај ги сега. Не, кавадарци да го тргнеме. Охрид ќе споменеме, Охригенец пред се и Штип. Охрид е културен Ерусалем на Македонија. Ја не знам што волку бизнисмени таму е културен. А Штип е политички Ерусалим, ако не си знае така. А Кавадарци е технолошки Ерусалим. Има политичари, Андов, има. Ние сме технолошки Ерусалим на Македонија. Да ги оставиме овие прашања, имаме на вистина важна тема. Вие сте алкохолен Ерусалим на. Не, тоа е мит. Мизо. Прво излезе информацијата за тарифите дека царините, односно дека ние имаме 33% царени од САД. Сите тоа ги шокираше. Излезе и Равенката, излезе дека тоа е поради трговскиот дефицит кој САД го има со нас и пресметуваат, нели, ја вадат бројката на нашиот извоз кон нив од вкупниот како процент, го делат процентот на 2 и потоа доаѓаат до таа бројка од 33%. Што значи дека таа равенка, односно тој процент, нема никаква директна врска со царините кои било која земја во светот директно ги воспоставила визави САД, туку ова е само равенка за која многу економисти кажуваат дека е премногу проста и несоодветна во овој случај, но е равенка за намалување или изедначување на трговскиот баланс помеѓу САД и остатокот од светот. Доналд Трамп уште во кампањата зборуваше нашиот дефицит е всушност царина која ние му ја плаќаме на светот. И сега некако ова ми делува логично од негова перспектива, иако од економска перспектива ќе се согласиме дека нема никаква економска основа на ваков начин да се пресметуваат царини. Но Македонија ги доби тие 33%. Прво владата објави дека ќе се обиде да добие договор и дека се разговара да се добие договор за нели слободна трговија со САД. Јавев на канал 5, кажав дека тоа баш не е многу можно во овој момент. И да направиме договор за слободна трговија со американците, тоа знаеш што значи? Значи не, тоа да, Боже, ама од повеќе аспекти не е можно, нели, но вчера премиерот Христијан Мицкоски кажа една работа, тој вели ние немаме Америка има суфицит во трговијата со нас, согласно, нели, тоа што нашиот државен завод за статистика го мери. Претходно разговарав и со некои други луѓе кои ми го кажуваа истото, но јас им велев луѓе, секогаш кога гледате вакви работи, гледајте ја методологијата. Методолошки, дали ние Америка на ист начин ја мериме нели размената? Проблемот е услугите, и како се третира? Не, овдека зборуваме само за стоки. Услугите не се вклучени во овие. Netflix, Google. Не само Netflix, Холивуд случајно, но во ова што е воспоставено од страна на Соединетите американски држави, услугите не се земаат во обзир, само размена на стоки. Но она што исто така го кажавте, методологијата може да биде различна врз основа на потеклото на производот и за каде тој производ е за крајна потрошувачка наменет. Навистина не можам да разговарам бидејќи за сите детали, бидејќи не знам дали и што во нашиот случај најголем дел на извозот се автобусите на една компанија која на Ванхол, која повеќе од 10 години работи кај нас. Во нашата структура на извозот тука е тутунот, во нашата структура на извозот тука влегуваат прехрамбени производи, јас мислам дека пред се виното, има некои електронски компоненти од неколку компании кои извезуваат за американскиот пазар, но знаеме дека тука постојат и неколку други компании, една од Штип, една од Велес која произведува Актива, Брако кои извезуваат за американскиот пазар. Најчесто кога размислуваме за кои се американски производи, кажавте, сите тие услуги ние ги знаеме, но Америка е веќе, јас би рекол, 50 години целосно нивната економија е преструктурирана во економија на услуги со висока додадена вредност, без разлика дали се тоа од филмска индустрија, технолошки компании, дали се тоа финансиски услуги, консултантски услуги и слично, додека нивната индустрија, освен Boeing, што е не секојдневен, но производ кој не секоја земја може да го купи, бидејќи нема секоја година, секоја земја своја авиокомпанија, дури и Тесла која се произведува во Америка е само за американскиот пазар. Остатокот од светот се покриваат од нивните фабрики во Кина и во Германија, например. Затоа е многу нерелевантно да се споредува ова,
Но статистиката која САД ја има направено, заради која ние имаме 33% процентна царина, која формално треба да се воведе од утре, од 9 април, мора да се земе во обзир. Ова не сме само ние. Секоја економија која е драстично помала од американската и која е зависна од извозот. Случајот на Швајцарија. Швајцарија заради фармацевската индустрија и заради луксузните производи има 31% царина ново воведена, поради тоа што нивниот пазар е многу мал да ги абсорбира американските производи. Дури Јапонија и Кореја, кои имаат огромна извозна компонента, тие имаат 24 и 25% царини, но еден Виетнам, иако нивната трговска размена е околу 135 милиарди долари, нивниот суфицит визави Америка е 123 милиарди долари, затоа што речиси сите патики се произведуваат во Виетнам и голем дел од облеката, бидејќи Виетнам е станата она земја Кина плюс 1, каде што алтернативно на Кина се користи земја која е 30% поевтина од гледна точка на работна сила, има 100 милиони луѓе и извозно е зависна. Може да замислите за една земја како Виетнам со царини над 40%, што тоа би значило ако ти извезуваат над 120 милиарди. За нас, нашиот извоз со Америка е 1,4 до 1,5%. Многу малку. Ние нема да бидеме директно погодени многу, тоа е важно да се каже, но би сакал сега инсистирам да се вратиме околу нова, што вчера го кажа нели владата. Можно е навистина секретаријатот за трговија на САД да направил грешка, како што вели премиерот Мицкоски, и погрешно да ги премерил нели податоците на увоз и извоз. Постои ли таква веројатност, па сега ние поради таа грешка да ја менуваме стапката на размен? Искрено, дали е направена грешка или не можам да коментирам, не знам. Важно е дека од нивна гледна точка тоа е така наречено сенсус биро, која ги прави оние статистики поврзани со трговијата на САД со другите земји во светот. Може би треба да има комуникација помеѓу двете страни, да се провери и методологијата, не дали е некој во право или некој сгрешил. Не, дефинитивно имаме различна методологија. Различна методологија и да се види што е реалноста, бидејќи, како што кажав, потенцијално потеклото на производот, а не дали тој производ преку трета земја стигнал на крајниот пазар, може да предизвика потенцијална разлика во сето ово. Но, мојот коментар е следен. Без разлика што е точната математика, ако ова се воведе од страна на САД и да кажеме дека ова ќе биде перманентно и нема да се мене, без преговарање и било што, моето прашање е, таа трговска размена помеѓу САД и остатокот од светот не е фиксна. Дали тоа значи дека ако се менува, дали ова ќе биде некаква динамична царина, каде што ќе биде флексибилно и во кој временски период тоа ќе се проверува, затоа што ако се договори 1% и потоа во тек на 1, 2, не знам, неколку години се смени трговскиот баланс помеѓу земјите, дали таа царина ќе остане по автоматизам? Трамп тоа не го открива. Никој тоа не го има кажано, никаде не е ова дефинирано, бидејќи ние имаме релативно мали бројки, не е важно, плюс минус 100 милиони евра може направат голема разлика во балансот, без разлика нашата или нивната формула е точна. Така да тоа представува голема разлика, дали потоа пак некој ќе ја примени формулата. Други земји кои имаат разлика од стотици милиарди, таму е малку потешко да се Една дигресија што може да ни помогне. Плюс 500 милиони многу ќе значат во промена на тој сооднос. Апсолутно. Јас повеќе би зборувал за методологија што им одговара, а не различна методологија. Методологија што им одговара на американците, затоа таа се на американците би им одговарало да тие се балансирана да е трговијата или тие да се во суфицит. Ако тоа, затоа некој ќе рече, ама зошто земите во соседството, например Албанија и Косово? Јас или Црна Гора, колку што знам јас, навистина не сум анализирал се во детално, но јас навистина не знам за многу косовски, црногорски или албански производи кои се извезени таму, а во нашиот случај најголем контрибутор на нашиот извоз е странска компанија, која ако не била тука, нема да сме го имали овој дисбаланс. Под 60 милиони имаат Косово, Албанија и Црна Гора извоз кон Америка, но тоа во овој момент и не е така важно. Она што е важно да не одговорите, Мизо, е
велиме постојано, сите го тврдиме тоа, нема ова да има голем инпут кон нас, Америка не е голем трговски партнер, имаме многу поголеми трговски партнери и така натаму. Прашањето ми е, имате ли некаква проекција? Вие доаѓате од реалниот сектор. Еве, вашата компанија ќе биде ли погодена? Да, за Костов, вие веројатно комуницирате и со овие други компании од Македонија кои извезуваат во Соединетите Американски држави. Колку работни места во овој момент се загрозени? Колку проценти да колку проценти извоз е загрозен благодарение на оваа политика на Трамп? Само таа дигресија да кажам, многу лесно може да го промениме, малку се пошегуваме. Се сеќавате на доста денонска, Бог да ја прости, кој беше министерка и Борис Трајковски беше председател. 12 милиони чинеше увозот на Крајсер, ако се сеќавате. Не бев тука тогаш во Македонија во тоа време, но увоз на едни такви возила за полицијата можеме. Сега би чинило тоа 30 милиони. Слушајте, овдека има многу и политика и идеи. Некој може да рече, па да увезуваме оружје и ќе го направиме балансот. Ма дали е тоа целта? Значи, но ова што го прашавте. Значи имаме два вида на нешто што би влијаело кон нашата економија. Едно е директниот начин, ова што го разговаравме, без разлика дали е тоа автобусите или било кои производи кои крајно се извезуваат таму, и треба да се види колкав процент на обемот на работа на тие компании зависи директно од американскиот пазар, бидејќи ако останат овие царини од 33%, моја претпоставка е дека голем дел од тие производи ќе станат неконкурентни или пак овие компании нема да може лесно да абсорбираат, бидејќи ќе станат поскапи таму, или пак нема да може овие компании да ги абсорбираат тие трошоци за да го намалат профитот, бидејќи не сум сигурен дека профитната маргина е толку голема. Од друга страна, индиректното влијание може да биде многу поголемо. Но тука не е македонската царина, туку тоа е глобалната царина која е воведена за сите производители на автомобилска индустрија на возилата. Од 3 април, значи на полнок, 2 кон 3 април, веќе се воведе 25% царина за сите возила кои се произведени надвор од границите на Соединетите Американски држави, а од 3 мај, еден месец подоцна, ќе се воведат 25% на сите компоненти од автомобилска индустрија кои се наменети за крајниот производ кој се склопува во Америка, но кој се увезува од НАТО. Тоа значи бизнис моделот на еден Дрекселмајер е под сериозен проблем. Не само на Дрекселмајер, сега ќе ви кажам. Целиот тој ланец во автомобилската индустрија е многу комплициран и е глобален. Во Северна Америка, она што порано беше нафта, а сега USMCA, тоа е United States, Mexico and Canada договор, дури и тој подлежи под големи проблеми, бидејќи многу во САД 16 милиони возила минатата година беа продадени, од кои околу 60% се произведени во САД, а остатокот се увезени. Во тој увоз, по број на возила, најголема бројка доаѓа од Мексико. Но по вредност на возила, најголема вредност доаѓа од Европа. Зошто? Поради премиум возилата кои доаѓаат во Европа. Дотолку повеќе што вредноста на целиот извоз на возила од Америка, од Европа кон Америка, минатата година беше речиси 30 милиарди евра, со што Германија 73% од тој извоз го има. И овдека зборуваме за BMW, за Porsche, за Audi, за Mercedes, италијанските брендови исто така е Lamborghini, Ferrari, Maserati, тука се од Велика Британија, иако ова не е Европска унија, Jaguar Land Rover, и иако е кинески бренд, но, односно кинеска собственост, Volvo од Шведска е многу изложено, бидејќи тоа е премиум возило, кое во најголем дел се извезува кон САД. Сега, сите ние, не само во Македонија, било кои компании од автомобилскиот сектор кои произведуваат компоненти, ако вашите клиенти се некои од овие премиум производители на возила, што ќе се случи? Се намалува побарувачката. Пример, Jaguar Land Rover. 25% од нивното производство е наменето за американскиот пазар. Секој трето Porsche ексклузивно во Европа се произведува. Не само во Германија, но ексклузивно во Европа, е наменето за американскиот пазар. Секој трето. Секој шесто BMW произведено во Европа е за американскиот пазар. Иако најголемата фабрика во светот за BMW е во САД,
во Јужна Каролина. И BMW е најголем извозник на возила од САД. Не е американски бренд, туку BMW е најголем извозник на возила. Од САД во остатокот на светот. И гледайте сега. Веќе Audi и Jaguar Land Rover ги суспендираа испораките на возила кон САД додека да видат што и како ќе се случи. Во тек на месец април тие рекоа ние суспендираме продажба на нашите возила. Дополнително минатата недела Volkswagen, бродовите на Volkswagen од Европа кон таму. Volkswagen брендот не се извезува, но тука влегува и Porsche. Беа застанати. Рекоа, немојте да влегувате таму. Возовите од нивните фабрики во Мексико, бидејќи во Мексико и Audi, Volkswagen се произведуваат, ги запреа, бидејќи рекоа, ако влезат тамо, што ќе се случи, која ќе е цената на нашиот крајен производ? Бидејќи гледајте, во економијата имате еластичност на цените, побарувачка и понуда. Но, дали тие 25% директно ќе значат увоз и тарифата ќе се плати од страна на увезувачот или нивниот дилер, или дел ќе се абсорбира од страна на компанијата производител, сега се во сива зона некоја. Дел ќе влезе кон крајниот потрошувач, но навистина не знаат како да се постават. Секојаш со царината ја плаќа увозникот, односно увозникот. Ама вие купувате кола, точно. Значи и токму ама тој е дилерот на возила. И тој увозник потоа профитот е ултимативно профитот на производителот на возила. Но сега има тука една друга работа. И гледайте се само еден момент. Ова што го кажав, ова значи дека било која компанија, ние во нашето портфолио, дел од активностите, секој некој од овие производители, и Porsche, и BMW, и Land Rover, и сите компании кои работат кај нас. Сега, секоја не значи дека е на исти начин изложена, бидејќи може да ги нема тие модели и тие брендови точно во своето портфолио локално кај нас. И овде треба да се анализира. Колку? Но, за информација, 15% од производството во Европа општо е наменето за американскиот пазар. И ова може да влијае. И сега, јас и вчера и последните неколку дена гледав што ова може да значи и како може да влијаат. Значи, например, Германија ќе биде најефектирана од европските земји, после Германија и Италија, заради тие луксузни брендови, бидејќи дури и возила кој кошта... Таму и облеката влегува во... Не, збориме се само за автомобилската индустрија. Бидејќи дури ако зборуваме за луксузни италијански возила, кој секој кошта минимум $200,000 или повеќе, пак 25% е голема сума на пари. И дури за тие што се ултра богати, не е толку лесно на 200,000 уште 50,000 да платите. Некој ќе рече, ама тоа не е проблем. Може би за некој спортист не е проблем, но може би за некои луѓе што се во бизнисот, таму колку сте побогат, толку повеќе ги бројат парите. Но какви коли ќе возат богатите во Америка се? Тоа е прашањето. Без разлика. Тие немаат нивни луксузни брендови, што ќе возат? Ама не е само до луксузниот бренд. Мислам дека ова ќе креира намалување на побарувачката. Не велам дека ќе се стопира, но како што гледате, ово е еден месец, каде што сега барем Audi, Jaguar, Land Rover ќе престанат со извоз кон Америка, тоа ќе ги ефектира компаниите кои работат во тој ланец. Тие не сакат да креират залихи, ние можеме да например, ако продолжиме по истиот начин по кој сме работеле. Каде таа залиха од еден месец ќе биде лоцирана? Тој е трошок или за производителот на компонентите или за крајниот купувач на компонентите, и дали ако после еден месец едно е тие да престанат да извезуваат, дали престанале да произведуваат? Тоа не е никаде директно кажано. Тоа ние како произведувачи на компоненти ќе го комуницираат со нас. Тоа во јавноста нема да биде кажано. Но постои сега една несигурност и потенцијал кој, морам да кажам, и пред една недела, пред да се воведат царините, Германија е веќе 2 години континуирано во рецесија. Така, значи, независно од овие царини, автомобилската индустрија е една, ако не и најважна економска гранка во Германија. Производството и продажбата на возила во првите 2 месеци на годината, мартовските бројки формално треба да излезат за некој ден, но се намалија над 3,5%, но поголемиот проблем е што кинескиот удел, односно на кинеско произведените возила, не мора да бидат само кинески брендови, е зголемен. И ако земете дека 8 до 9% од возилата кои се продаваат во Европа се произведени во Кина,
а се намалува производството, тоа значи дека колачот на клиентите кои се наши клиенти, тоа се европските производители во Европа, се намалува. И во таа ситуација И нас ни се намалува колата. и нас не се намалува колач како производители. И овој потенцијал, знаете дека и Германија беше кажано дека пак оваа година ќе биде на работна рецесија. Веќе се намали економската прогноза од 1,1 до 0,3% и тука сме во едно така наречен perfect storm. Што ќе се случи? Се гледа дека во начинот на објаснување, да ви честитам, се гледа дека сте учеле од учебникот на Грегори Манкив. Но за само секунда, извини Столе. Прашање се дали си спијат на увод цело време или работат на нови пазари. Знаат. А кои се тие нови пазари? Зборувам за Европската унија, за Германија. Кина, Индија, или не може да продаат, и имаат проблеми. Кина е во голем проблем. Се премиум, како што велите. Во Кина сум бил, таму се возат многу европски возила. Или се возеа. Сега ќе ви кажам. Мерцедес. Бројките излегоа вчера. Русија не ја сака, санкциите не сака да ги... Да. Вчера излезе бројката за Мерцедес. Продажбата на Мерцедес во првиот квартал оваа година е падната 7%. Во Америка во првиот квартал има благ раст. Во Европа и во Кина има пад. Во Европа и во Кина има. Да, во Кина веќе неколку години поред ефектот, посебно последните 2,5 години, ефектот и контрибуцијата на европски возила, пред се германски, како најголеми. И германските и јапонските паѓаат, но се повеќе и повеќе постои оној национализам во Кина, каде што нивните брендови, патриотизам победуваат, а паѓа контрибуцијата на странските брендови. Volkswagen беше број 1 бренд во Кина до пред година и половина. BYD ги престигна и сега германците губат. Ако Мерцедес, каде што тоа е статус символ за Кина, паѓа во продажби, истовремено паѓа и Volkswagen, паѓа и Audi, паѓа и BMW. А европскиот пазар е стагнантен во најдобра гледна точка, дури е надолу. Да, значи, и сега овдека имаме проблем на секаде. Да, знам дека вас ви е омилена автомобилската индустрија. Не, може пошироко да зборуваме, не е проблем. Да зборуваме пошироко. Некои проекции велат дека од светската економија ќе бидат буквално поради овие тарифи ќе бидат кои доколку бидат двострани, најверојатно ќе одговори сега Европската унија, ќе бидат извадени вкупно 1,3 меѓу 1,3 и 2 трилиони долари од вкупната светска економија, дека ќе падне обртот за толку пари. Коментарот е околу 0,5%, но сега зависи како ќе се постави. Редистрибуцијата на тие 0,5% кон кого ќе оди? Кон кого ќе оди? Има еден околу 500 милиарди економист од Македонија, се вика се бави човекот со економетрија, имаше направено за ЦРПМ истражување. Миладинов, Горан. Он се бави со математики, нели, малку различно е од делов на бизнис менеджмент и така натаму, но тој предвидува дека согласно неговата методологија во следните 3 години македонската економија ќе биде во рецесија индиректно предизвикана поради ефектите што ќе бидат кон Европската унија, поради овие тарифи на Доналд Трамп. Тој вели, мислам, анализата покажува бројки дека првата година ќе биде негде -2, -3%, а понатаму за оваа година -2%. Да. Од проекциите кои се околу 3,5. Да. Тоа е делта од 5%, тоа е голем од раст на 3 до 3,5%, да паднете на 2%. Тоа треба да биде катаклизма економска. -3 од овие 3 да дојдеме на 0 негде, да. Тоа е проекција. И по мене 3% поени е огромна разлика. Тоа е проекцијата која тие ја наметнуваат. Да, кај нас извозот има влијание кон бруто домашниот производ, но работата на инфраструктурните проблеми, кои во моментот, но извозот е паднат и пред царините, од други причини. Значи, инфраструктурните проекти на кои се работи. Она што значи свежиот капитал кој сега влегува заради унгарскиот кредит, крајната потрошувачка со зголемувањето на минималната плата и сето тоа. Мислам дека 3% поени од она што е предвидено да имате пад е преголем. Ние колку имаме БВП? 13 милиарди. Не, порасното е сега 18. Не, околу 14 милиарди. 14 милиарди. Доку
колку има извоз од Македонија Johnson Controls? Johnson Matthey. Johnson Matthey има околу 2 милиарди. 2 милиарди. Утре ако стави клуч Johnson Matthey, колку после од нашето БВП ќе падне? Но тоа нема да се случи. Да не сме толку песимистички. Но гледајте. Тоа е покатале. Не. Јас едно ви кажам. Значи, прво, треба да видиме што ќе се денеска на пладне по американско време, кое е 6 попладне по наше време. Вчера Доналд Трамп им даде ултиматум на кинезите да ако тие реципрочните царини од 34%, само да знаеме, сега кинескиот извоз не е 34% треба да биде поскап од утре кон Америка, туку 54%, бидејќи имаше веќе базични 20% кои беа воведени. И тој им рече на кинезите, ако вие не се откажете од тие 34%, ќе ви додадам уште 50%. Што значи дека вкупната сума ќе биде 104%. Јас мислам дека Кина во овој случај ќе биде all in. Јас не очекувам дека Кина ќе направи отстапка. Од друга гледна точка. Пред домашната јавност мора да го правиме. Не само од економски причини. Тука има и геополитика. Да. И геостратегија, не е само економија. Од друга гледна точка, Европа, знаете дека вчера по пладнето на почетокот беше прилично остра реториката од Брисел и од фон дер Лајен, од гледна точка да веднаш директно ќе пристапиме кон некакви контрамерки. Од друга страна, вчера беше дадена можност да се добие барем на индустријските производи 0-0. Од двете страни да нема никакви царини. Дали, знаете дека веќе Тајван, Израел, Камбодија, кои се многу погодени од овие, веќе спуштија. Но, дали ова значи, имате неколку размислувања и понекогаш на вистина што кажува председател Трамп, што кажуваат луѓето кои се блиски од неговиот кандидат, што кажува министерот за финансии, што кажува министерот за трговија Хауард Лутник, што кажува неговиот советник кој е можеби креатор на оваа политика Наваро. Јас не гледам дека е тоа 101% усогласено, бидејќи обично во недела предпладне во Америка многу од овие советници на председателот или разни министри одат на тие така наречени ток шоус во недела предпладне на различни телевизии и дискутираат или коментираат што треба да се случи или што се идеите. Зошто? Бидејќи што е точно целта на царината? Дали е намалување само на трговскиот дефицит? Тоа е една причина. Второ е зголемување на царински приходи. Бидејќи Трамп дури се повика на тоа пред 100 години зошто се вовел персонален данок или корпоративен данок, бидејќи можеле сите тие даноци за функционирање на државата да се соберат од царини на странски производи кои влегуваат во САД. Мислам дека у Борис Кедрич, професорот по економија, ќе каже дека ова нема смисла, економски тоа не е можно. Со Харвард, со Јел. Што е причината? Америка има годишен увоз од 3,3 трилиони долари, а има извоз од 2 трилиони долари. Значи нивниот негативен дефицит е 1,300 милиарди долари. Но дали нивниот дефицит е формално проблем, бидејќи има тие начин да го финансира тоа? Суштината е дека најуспешните, се извинувам, најуспешните години на Америка се годините кога Америка била во дефицит, зборувам економски, како 90-тите и така натаму. И сега, другото е, тој вели, сакам јас реиндустриализација, компаниите да дојдат и произведуваат во Америка, бидејќи ние изгубивме многу од производството. Сега, дали тоа значи целосна деглобализација? Бидејќи што од глобализацијата, да сме реални, најмногу доби Америка од сите земји во светот. Пред глобализацијата беше ништо Америка. Бидејќи глобализација значи специализација. Секоја земја го прави оној производ за кој е најконкурентна и најсоодветна и вие од овие земји во развој, земји од третиот свет или слично, каде што се произведуваат заради ефтина работна сила, заради economies of scale, се произведуваат производи кои потоа Америка ги увезува, бидејќи тие се специализираат во нешто што е многу повисока додадена вредност, како што кажавме, услуги, финансии и консултантски услуги и слично. Додека знаеме и Детройт,
каде беше Детройт во 60-тите, кога Америка произведуваше најмногу возила во светот, и потоа сето на што значеше пат на американската индустрија, автомобилска и слично. Паѓа невработеноста, односно вработеноста, бројот на вработените во автомобилската или во базична индустрија, но расте во другите сектори. Високо поплатени работни места. Но гледате, ако Америка сака да направи ваква реиндустриализација, дали навистина во Америка квантитетот и вештините на тие луѓе постојат за да дојдат фабрики да се вратат таму? Мислите дека Nike патики ќе се произведат во Америка? Не. Колку ќе чини тогаш Nike патика од Америка? $200. Дали некои компании, знаете дека веќе имаме производители на чипови, кажаа дека ќе релоцираме дел од производството во Америка. Пред 10 дена Hyundai кажа дека $21 милиарда ќе инвестира во Америка во производство на челик и дополнително производство во автомобилски. Ќе најде ли инженери доволно? Ќе најде ли обучени? Тоа е работата. Дали луѓето веќе сакаат да работат во фабрики и дали таа работна сила постои и колку брзо може тоа да се преструктурира? По мене тоа е лимитирано колку може да е многу парадоксално. Од една страна Трамп вели сакам производство назад, а од друга страна вели не сакам миграција во Америка. И сега, ако нема миграција, кој ќе работи во тие фабрики? Кој ќе работи? Само 4% е невработеноста во САД. Малку е повисока сега, но излезе во петокот колку работни места се креира во март, но таа невработеност не е доволна да ги абсорбира сите овие работни места и плюс без разлика колку технологија и автоматизација е потребна. Тогаш цената на многу од овие производи, и ако не се увезени, ќе станат прескапи ако такви производи кои се со недоволно додадена вредност. Не велам дека се тие прости производи, но сепак други земји во светот се поконкурентни во тоа производство, а САД оди во друга повисока технологија. Само една информација интересна околу ова, колку кадар има, дали може тоа да го покријат ако го релоцираат производството. Кина годишно вади по 2 до 3 милиони инженери завршуваат. Од нив и Индија можда и повеќе. Индија може би и повеќе. Од нив 300-400 се вундеркинди кои што можат да се наметнат со нови идеи. Значи зборуваме не е веќе проблемот од царините, зборуваме технолошкиот напредок над преворот во тоа и човечкиот капитал. И човечкиот капитал. Без разлика што реално гледам најдобрите универзитети од светот се најголем дел се во Америка. Но имате многу, дури јас кога студирав на постдипломски студии технички факултети, огромно мнозинство од моите професори, да речам 80% не беа американци, беа странци. Да. И исто така во мојата студенти се кинези, во значи мојата класа 3/4 од студентите не беа американци. Американците завршуваат факултет и одат да работат да заработуваат пари. Тие што се дојдени одат повисоко во дополнителна едукација. За нив некој да оди на постдипломски MBA е друго, но мастерс на инженеринг, луѓето рекоа, јас ќе заработувам плюс 2 години да ако посветам на нешто. Особено што таму е многу скапо. Ја имам во Британија многу колеги американци затоа што им е поевтино во Британија да плаќаат приватна квота за странци, од во Америка да студираат. Например, разликите приватна квота година е меѓу 20 и 30 илјади фунти у Британија, во Америка е повеќе од 200-300 илјади фунти на овие најдобри универзитети кои се наистина на крајот од денот ранг со Кембридж, Оксфорд, неди да не би да смирувачка dimenzија, Златев. Значи, нема простор за смирување. Доналд Трамп дури седи на фотелјата, нема простор за смирување. Многу лесно го користи зборот апокалипса. Не. Не сме 0,5 само со сите 500 милиарди е извозот на Европа во Европската унија на сите држави. Ама не значи дека тоа е незначително во однос на 17.000 милиарди или колку прави. Да, глобалниот гледајте, по мене една многу важна работа која треба да видиме што берзите се попроблематични, многу се чувствителни. Ќе ви кажам и за берзите. Многу поголема штета. Но само еден коментар. Не му веруваат на Трамп, тоа е. Ако кинеските производи заради големите бариери на влез во САД нема да може да се извезат во толкав обем, Кина ќе бара алтернатива за твоите производи. Единствена алтернатива како голем глобален пазар е Европа. Царините тука се сега гледајте. Ако тие производи дојдат и го преплават европскиот пазар, тоа ќе значи конкуренција на ефтина роба која директно ќе ги депресира европските компании кои
нема да бидат конкурентни за производство на својот пазар. Од друга страна, ако се креира бариера од страна на Европа кон Кина, тогаш имаме еден триаголник. Кина со бариера од Европа и од Америка, Америка со бариера кон Кина и кон Европа и Европа со една бариера кон Кина и потенцијално контрабариера кон Америка. И после што правиме? Го делиме светот на племенска заедница. Овде има ова И ова е многу комплицирано од многу причини, бидејќи овде ќе има и друг вид. Значи, ако сега се Америка и Европа во трговска војна, не знаеме колкави размери, но од друга страна мора да се работуваат по основа на НАТО, заедничка одбрана и многу други работи. Гледате, тука има една дисторзија, како дали ќе сте пријатели или непријатели со овие луѓе. Вие гледате економијата од перцепција на менаџер, на човек кој ги следи големите, економски процеси. Јас ја гледам економијата од перцепцијата на обичниот човек. Сега, што е главниот проблем со ова дезинтеграција на глобализмот? Најголема жртва нема да бидат големите компании. Најголема жртва ќе биде обичниот човек. Зошто? Затоа што вие, ако сте европеец со бариера кон Кина, вашата облека ќе биде многу поскапа. Апсолутно. Вашиот телефон ќе биде многу поскап. Вашиот компјутер ќе биде многу поскап. А вие нема да може да заработите доволно пари, нели, за да го купите европскиот, кој тогаш пак ќе порасне цената поради овие бариери. Дезинтеграцијата е проблем кој создава инфлација, проблем кој создава полош животен стандард за обичниот човек. Тука е работата, значи, вчера имаше неколку коментари. Лари Финк е извршен директор на BlackRock, кој е најголемиот фонд. Според него, Америка е веќе во рецесија. Од друга страна, вчера извршниот директор на JP Morgan, но истовремено и Goldman Sachs, кажа дека потенцијалот за рецесија во Америка е помеѓу 45, па мислам дека стигна и до над 50%. Беше 35, го помести на 45 за еден ден. Лари Финк вика веќе влезена во рецесија Америка. Од друга страна, JP Morgan и Goldman Sachs. Значи, една е најголемата банка, другата е најважната. А и Маск почнува се нервира, вела дека почнува се нервира. Некој од најбогатите луѓе изгубија многу. Некој во стотици милиарди. Освен Бафет, мислам дека направи пари. Но гледајте истовремено што се случува. Прашањето е што значи таа рецесија, бидејќи Америка и доспева долг од 9 трилиони кој идната година треба да се плати. Ако има рецесија, тогаш се намалуваат и каматните стапки. Сега овде имаме една ситуација. Имаме Трамп, кој имаме Ши Џинпинг од една страна, но го имаме Пауел, главниот на Фед, на американската, да речеме, централна банка, бидејќи таму Централната банка и владата не значи дека тие се секогаш исти во своите. Монетарната политика е различна од фискалната политика. И како и што ќе се случи? Фед, нели, бајду е приватно, не е приватно, тоа е. Така е, измеѓу немој да шириш лажни вести. Не е приватна, но тие мора да го државна е, но не е под контрола на председателот и на државата. Независна. И тие може да ги адаптираат каматните стапки, бидејќи ако има рецесија, треба да се стимулира нешто. Тогаш паѓаат каматните стапки, трошоците за се това. Така да ова е многу комплицирани глобални текови на економијата. Идејата на Доналд, некој велат дека за се ова стои идејата на Доналд Трамп да ги намали всушност каматните стапки, дека овој циркус го прави да се направи регулирана рецесија, но мора да земете во обзир. Идниот ноември се така наречени midterm elections. Тоа се на секој 2 години. Па он вика до тогаш ќе помине ова. На секој 2 години во Америка има избори, но не председателски. Председателските се во престапни години, но другите 2 години има за членови на Сенатот и Конгресот. И многу е важно, прво ако има рецесија, како тоа ќе се одрази на изборот за републиканците, бидејќи сега Трамп има мнозинство и во Сенатот и во Конгресот. Пред да ослободиме ово утро, уште едно прашање и во ослободуваме. Што е најпаметно на Македонија? Да ги следиме европските политики? Односно, што прави Европа? Да правиме и ние. Европа е сепак нашиот најголем трговски партнер. Ние имаме дури 80% од нашиот извоз завршува во ЕУ. Тоа е факт. Тоа е првата опција. Или втората опција може би дека ние треба независно од Европа, еве сега имаме
влада која е блиска со структурите на Трамп, да бараме некаков Да влеземе начин, во американскиот свет. значи да влеземе во американскиот Па свет. има српски, америски, нема веќе западен некоја свет. веќе бираме сега Американски, светови. кинески, Гледајте, тоа што ќе го направи Европа е за земјите членки од Европската унија. Дури царината од Европа од 20%, а нашата од 33%, тоа се директните производи. Така да, ние, како што кажавме, многу сме поафектирани на индиректен начин. Нас поише не погодува Европа. Нас повеќе не погодува која е трговската 20% со Европа, тие со нас. која е трговската релација или економската релација помеѓу САД и Европската унија, бидејќи ние одиме преку тоа. Што и дали можеме да направиме ние сами, не знам, не можам да кажам, но не значи дека и тие релативно мал број на компании немаат креирање на работни места и не се важни за домашната економија. Иако 1,5%, сепак зошто да и од такво нешто да се откажеме. Но секогаш мислам дека во овие услови треба да сме прудентни и треба да разгледуваме дека секој ден, дури неколку пати во денот се менуваат работи. Видовте вчера еден така наречен фейк ньюс на CNBC излезе информација дека Трамп кажал дека ќе ги одложи царините во период од 90 дена. Dow Jones скокна. Вредноста која беше кригана вчера беше 2 трилиони долари. И после кога сватија дека тоа е фейк ньюс, бидејќи Белата куќа го демантира тоа, потоа падна берзите, добија 2, изгубија 3 трилиони долари. Трилиони збориме. Со 3 нули е ова. Така да за нас ова е непоимливо, бидејќи и во моментот сака да го ослабни доларот де факто со ова. Тој директно кажува дека некои земји играат со вредноста на валутите за да им креат конкурентност. Но доларот има мало ослабување, пред ден или два тоа беше околу 2%, што беше најмногу во еден ден во одреден временски период, но ова што е важно, барем гледаме денеска, имаме една слика во азиските берзи, дел од нив имаат раст. Вчера Јапонија падна речиси 8%, денес има раст од над 5%, но Сингапур е пак денес паднат. Австралија е порасната, она што се фьючерс, кога ќе отвори берзата денес во 3:30 по наше време попладне во Њујорк, мислам дека ќе има раст на берзата. Вчера имаше денес има оптимистички вторник. Вчера имаше мал пад од речиси 1%, но веќе сме во оној така наречен bear market, што значи дека од врвот, од последниот врв, берзата во Америка е падната 20%. И се очекува тарифите од ЕУ да ги видиме, односно царините, тогаш може бидејќи од утре тоа влегува во сила. Мизо, може да се случи дислокација на многу компании, на многу бизниси. Еве една информација, Ван Хол и актива на времето, уште во времето, не знам дали првиот мандат на Трамп или после тоа, размислувале таму да направат фабрика. Тие размислуваат да направат таму фабрика, јас би рекол веќе повеќе од 10 години. Беше идејата за тие да имаат таму фабрика поради големината на нивниот пазар, но тоа не се реализира. Дислоцирање, гледајте. Некој ќе каже, ама некои компании во изминатиот период кажа дека ќе го затворат погонот во Македонија или имат намалување на обемот на работа. Тоа не беше поврзано со царините. Тоа е поврзано со реструктурирањето на компаниите и тука најмногу според мене е важно да ние како држава сме проактивни, бидејќи имаше еден голем временски период каде што немавме никаква проактивност визави странските инвеститори, нити во процесот да ги привлечеме со наша желба, волја, анализа, нити пак да им помогнеме за тие да ги решат оние пречки со кои се соочуваат, за да се подобри бизнис климат или да се речат некои директни, индиректни проблеми кои најчесто не се индивидуални по овие компании, туку поголем број на компании, вклучувајќи домашни, се соочуваат со такви проблеми и целиот тој процес на aftercare, но треба да сме многу по-проактивни и за да задржиме и за тие компании да реинвестираат кај нас. Човекот требаше да оди може едно прашање само. Што кажа некои дилеми. Многу е чудно, една абсурдна антидрама се случува. Системот што го изгради Америка после Втората светска војна за да ги пласира своите производи, системот на ланци на снабдување, инфраструктура преку ММФ, преку Светска банка, нели, Бретон Вудс и така натаму, сега се обидува да го руши. Светската трговска организација се обидува да руши, а она е направи. Сега излегува дека тие услови што се ги правеше за себе, веќе не одговарат. Зошто? Можеби затоа што
Кинезите веќе над 30% од светското производство држат во своји раце. ама гледайте, Американското производство паднало. Дали јас барем, освен едно интервју минатата недела од претходниот председател на Светската трговска организација Паскал Лами, јас немам видено, тоа беше на CNN, немам видено Светската трговска организација некаде да има нешто кажано. Барем јас неам прочитано во изминатите неколку дена, бидејќи институционално глобализацијата е веќе ова е некако идејата на Трамп Make America Great Again и прво се за Америка, а потоа за остатокот. Ова значи потенцијална деглобализација, но дали е тоа навистина во нивен интерес? Не сум сигурен. Бидејќи од глобализацијата сите добија. Најмногу добија Америка, но и многу посиромашни земји од третиот свет. Според него тој вели на нашиот грб ние се осиромашивме, а вие заработивте. Не сум баш сигурен дали тие осиромашија. Мислам дека сите се збогатија, но тие повеќе од другите. Варуфакис сте го читале, он вели дека ова не се случува прв пат. Во времето на Никсон, меѓутоа со финансиски инструменти. Гледайте, Варуфакис, Джефри Сакс, каматите, за да ги собере пак парите назад. Да. Има многу во денешно време, навистина може да посветите, не знам, по 10 сати на ден. Може на Адам Смит да се врати. Може да се врати. Либерална економија е Но сега, мислам дека ова веќе не е до идеологија. Ова е малку повеќе до индивидуално размислување, популизам и слично. Да е идеологија, лесно ќе биде што е лево, што е десно. Не сум сигурен дека целата републиканска партија во Америка стои или се согласува со сето. Постои веќе иницијатива на председателот да му се одземе правото за тој да ги одредува царините. Бидејќи ова е онај така наречен executive order, бидејќи тој кажа дека ова е emergency, некаква состојба. Го анализирав ова, ќе ми простите, идејата е следна. Значи во САД се има откажано Конгресот од своите ингеренции за царините пред не знам колку години, затоа што на никој не му текнало до сега да се игра. Но Конгресот има механизам со кој може повторно царините да си ги врати надвор под своја надлежност. Веќе постои иницијатива за таа работа и иницијативата ја почна републиканци кои не му се баш многу наклонети на Трамп. За сега немаат мнозинство. Протести веќе се, не. За сега немаат мнозинство, но може да се како стои со рейтингот, не сум проверил последните. Апрувал рейтинг му е под 35%. Паднат му е, драстично му е паднат од кога стана председател. Значи навистина има огромен пат. Не, кога ќе видите оваа политика, секој ќе ви каже, јас сум разговарал и со еминентни светски фигури во делот на економијата, луѓе кои се професори, луѓе кои имаат искуство во оваа работа. Сите се, секој кој е разумен и го знаете, ќе каже дека ова е навистина нешто неверојатно, нешто што не го очекувал ни на крај памет. Впрочем, вие не може да видите ниту една светска фигура што значи нешто во светот на бизнисот или економијата да излезе и да го брани ова, дури ни Илон Маск. Никој ова не го брани бидејќи не е дали е правилно или не. Мислам дека не е доволно логично. Да. И не се експлицитно кажани сите причини, бидејќи некои од причините се контрадикторни. Не може да имате и намален дефицит, но и да се креираат нови работни места и сето тоа. Има некои работи кои треба да се... Лепче, Русија не е спомена ниту еднаш денес. Русија во моментот нема никакви царини, бидејќи коментарот е... Поради санкциите, нема потреба има санкции. И ова ќе може да влијае на преговорите, но ако се завршат преговорите, се надевам побрзо ќе застане таа војна во Украина, сигурно и тие ќе подлежат на некакви... Мислите дека се случува таа обратна логика на Кисинџер? Он одеше во Кина за да се спротистави на Русија. Сега оди кон Русија за да се спротистави на Може би оди во Русија за како викаше Кисинџер, која е таа Европа, кој е позитивен број за Европа? Европа е многу јака, ама е разделена, не е Гледайте, пред неколку дена читав еден напис каде што прашањето, на жалост, на Украина и Европа, why we're not on the table, зашто не се на преговарачката маса на Америка и Русија, еден одговор беше because you're on the menu. Затоа што вие сте на менито. Ние сме навикнати 30 години сме на менито. Ние не сме во оваа голема игра. Виктор Мизов ви благодарам. Благодарам на вас. Слушатели, се надевам дека уживавте во оваа емисија, затоа што
Јас уживав барем затоа што заедно со вас и јас имав можност нели да научам нешто од овие работи, а емисија во која што ќе научам нешто за мене секогаш е добра емисија. Турбулентен период, мора да признаеме. Не споменавме Мицкоски, Заев, не споменавме... А бевме сепак интересни. Тоа е навистина тешко да го постигнете во Македонија. Овде ќе ја завршиме Филипче, ова емисија. Столе, јас ти реков сами да ги тераме тие работи, ти ми рече не, имам одличен предлог за гостин и навистина морам да кажам беше во право. Кога сме кај луксузните возила, кај нас младите не возат луксузни возила од овие скапиве, но затоа имаме стари дипломати со Поршиња кои се паркираат лошо. За нив можеби треба да се воведат некакви тарифи. Како ја